Здраво и добре дојде на денешната подкаст епизода од серијалот во кој што зборуваме како од 30.000 евра годишна добивка да стигнеш до 100. И доколку првпат ме гледаш, јас сум Александар Кочовски, бизнис ментор. Се што правам, односно мојата визија и мисија е да им помогнам на луѓето да излезат од идентитет техничар, да се префрлат во идентитет предприемач и да заработуваат, односно нивниот бизнис да им служи, а не да му служат они на бизнисот. И како што денеска кажавме, рековме дека ќе зборуваме како до премиум понуда врз база на претходната подкаст епизода во која што зборувавме за идеална група, за јасна целна група, за јасен идеален клиент, за скалабилна понуда. И сега ќе зборуваме што се треба да содржи една понуда за да биде скалабилна, но и да биде премиум понуда. Супер, јас во оваа епизода немам толку време за да ти одгатнам, да одиме чекор по чекор во длабина. Тоа можам да го направам со луѓето кои што се на Mastermind програмот или на програмот Бизнис Темел, но овдека ќе се обидам да ти ја објаснам суштината, а верувај дека стратегијата е битна, останатите елементи ќе ги најдеш и на Google и на ChatGPT или во книги или да седнеш да се задлабочиш. Тоа веќе кога знаеш што треба и како треба, многу лесно ќе дојдеш до како, но поентата е да имаш широката слика. Супер. Што една понуда ја прави да биде идеална? Еве како може понудата да биде идеална и кои 4 состојки ја прават за да биде идеална. Еве што мора да содржи за да биде идеална. Замисли ситуација. Да речеме имаш 90 килограми, се мериш на вага и викаш, ао, мајко моја, премногу сум. Имам 20 килограми вишок. Значи ти си некому со твојот проблем, со твоите 20 килограми вишок, ти си нечив идеален клиент, кај некој што има премиум понуда, како да ти ги тргне овие 20 килограми вишок во што побрзо време, без жртва и напор, значи што помалку ти да вложиш труд, напор и енергија. Што би значело? Има реклама на која што пишува: имаш 20 килограми повеќе, се мериш на вага, имаш 20, се чувствуваш како да си претежок, те болат, имаш болки во колената, кликни овде. Истиот момент, како кликаш, бум, ти ги снемува тие 20 килограми. Ова е премиум идеална понуда. Значи, и го читаш огласот, кликаш овде, плаќаш без разлика колку пари, у истата секунда, ти ништо не си направил, нити апче си пиел, нити си вежбал, физичка активност, нити храна си променил, ништо не си направил. Само си кликнал овде, си платил пари и тебе у истата секунда, бам, ти ги снемува килограмите. Ова е идеален исход. Но за жал или за волја на реалност, на овој начин луѓето не можат толку брзо да направат промена. Значи, и кај мене клиент ако кликне овде, да речам јас, имаш годишна добивка 30.000 евра? Да, сакаш 100? Да, кликни овде, плати 10.000 евра, у истата секунда ти имаш 100.000 евра. Значи, убаво звучи, ама не функционира така. Но сакам да ти ја одгатнам поентата, а сега ќе ја разглобиме. Што значи? Кликни овде, у истата секунда, колку е еднакво на финанси. Еве ги 4 состојки. Првото е идеален исход. Кога ќе кажам идеален исход, тоа е желба која што човекот ја има. Твојот идеален клиент, мојот идеален клиент. Значи, да речеме, мојот идеален клиент има желба, негов идеален исход е да дојде кај мене на програм и за 6 месеци он од 30.000 евра да дојде на 100.000 евра. Тоа е идеалниот исход за него. Вика Александар, еве ти пари, јас за тој период сакам на крајот кога ќе излезам да имам организацијска структура, да имам вработени 10 луѓе, да имам промет од толку. Значи, што да му е негово идеалниот исход, он со соработката со мене да го добие тој исход. Со ти што ти се занимаваш, да речеме имаш маркетинг агенција,
и имаш, да речеме, стручноста ти е Facebook реклами, секој твој клиент кој што ќе сака да, не знам, да продаде 100 производи, од соработката со тебе, нели, да му донесеш колку клиенти он сака, во што побрзо време. Значи, ќе ги менуваме зборовите, бизнисот, содржината, клиентите, но свати го содржината и суштината е идентична. Зборуваме која желба ја има твојот клиент на крајот од соработката со тебе. Супер. Што следно е? Имаме перцепција. Што значи перцепција? Перцепција значи како он гледа на тебе и на твојот бизнис. Значи, ако јас сега снимам по тренерки, ако сум со кратки шорцеви, а зборувам за бизнис, како да дојдеш од 30 на 100.000 евра, колкава е веројатноста дека ти ќе ми веруваш? Да, има примери, ама у Америка. Со шорцеви, билдери, со маички, се е тоа јасно, ама тоа е амерички мајндсет. Во Македонија, кога ти мене би ме видел као клошар, ова се што го зборувам нема ни да ме гледаш. Значи јас морам, ти како мене ме доживуваш и ме гледаш, така влијае дали ти ми веруваш или не. Дали ова сега додека зборуваш викаш па да, па и не, па и да, па и не, но подсвесно секој го мисли. Дали би одел во салон за Мерцедес да купиш или не знам да купиш Мерцедес во како половно добро, релативно еве една година стар Мерцедес, во некоја продавница за половни возила и видиш неуреден простор, неуредна канцеларија, неисчистен автомобил, продавач кој што е, не знам, без заби, неизбричен. Каква перцепција имаш ти за возилото? Најверојатно не е добро, најверојатно е далавера, најверојатно не чини. Значи ти ова се ќе го помислиш, нема да го изговориш, но ќе си заминеш, нема ни да го погледнеш автомобилот. Реалноста можеби е човекот има супер намера, автомобилот е фантастичен, но само никој не се погрижил да го измие, да го позиционира, да го среди како што треба. Значи, во нашата идеална понуда, важно е подеднакво овој што сака ваков исход да го види нашиот производ, нашата услуга, нас, вработените, оти каква перцепција ние создаваме, каков печаток има тој во нас, толку влијае дали он ќе има доверба во нас да му помогнеме или нема да му помогнеме. Или замисли ти си стоматолог, имаш стоматолошка ординација, а кога ќе се насмевнеш немаш заби. Што би помислил клиентот, по овој своите не ги средил, па мене ќе ми ги направи. Значи, се е важно што очите ќе видат, затоа што е поврзано со одлуките кои што ги носиме. Трета работа која што е исто така важна е време на одложување. Што значи време на одложување? Ако овој мој идеален клиент или твој идеален клиент има желба да ослабе 20 килограми, за колку време ќе му треба за да дојде до неговата посакувана состојба? Значи, плаќа човекот, не е битно колку, ама за колку време он ќе ја оствари неговата цел. Колку пократко е времето, толку цената е повисока. Уште еднаш ќе кажам, оти ова го занемаруваат најголем број од луѓето со кои што соработувам. Стотици помина, гледам исти шаблон, во кој што не се замараат во оваа ставка. Слушни ме внимателно. Дали понудата ќе биде премиум, дали ти ќе заработуваш премиум, зависи од колку неговиот исход во што пократко време го добие. Пример, имаш продавница за автоделови. Еве да видиш дека истото е применливо и во од друг бизнис кој што не е услужно ориентиран. Имаш продавница за автомобилски делови. Клика човекот овде и си нарачува преку веб-шоп или на телефон или небитно како. Нарачува производи. Времето на одложување е еднакво на колку време он од кога ќе нарача
неговата пратка ќе пристигне во неговиот дом, сервис, продавница, небитно. Што се случува со Амазон? Во Македонија се уште има луѓе, мебел померка, продавници, што испорачуваат било што. Се уште не се занимаваат со тоа да што побрзо му ја дистрибуираат робата на клиентот и наместо тоа размислуваат, па за 1000 евра ја сега што да правам да му ја носам дома, ми треба вработен, ми треба возило. Па за 100 евра сега што треба ја да правам, нека почека 7 дена, 14 големи чуда. Знаејќи го оваа твоја глупост, што прави Амазон? Кликаш, за 2 дена ти е овде. Денес, само последниве денови, веќе Амазон има на Балкан свој магазин, Темо има свој магазин, се живо што ќе нарачаш ти, дали од Кина, дали од Белгија, дали од Германија, дали од Австрија, не е битно, за 3 дена ти стига на домашна адреса. Уште ако не треба царина, за 3 дена го имаш дома. Треба царина, тоа е веќе уште неколку дена. Значи, производ од Кина го кликаш ти овде, за 3 дена поштар ти звони овде. Сваќаш колку е сега премиум понудата? А ти размислуваш, па продавам тросетче, сега за 500 евра, ја што да правим? Не мораш. Само некој ќе го слушне ова видео, ќе го имплементира и утре после ќе се чудиш, нелојална конкуренција, Немам време за ова. Следна работа што е исто така важна во овој дел е напор или жртва. Што значи напор или жртва? Ако има 20 килограми вишок и му гарантираш дека за само еден месец ќе ослабе, едната перцепција е погодена. Вика, за еден месец 1000 евра, 20 помалку. Окей, супер, добре. Значи, еден исход си има перцепција, ти верува, те гледа, ти си сам слаб, значи, се е окей. Имаш репутација, тестимонијали, препораки од задоволни клиенти, ги следи твоите резултати, значи, супер има перцепција за тебе и твојот бизнис. Времето му одговара. Сега што е исто важно? Што ќе помисли овој човек? Па види, он мене еден месец ми вика да, ама дали ќе треба јас да вежбам, колку време ќе треба да вежбам, да не ме тера 3 пати на ден, да не треба ја да дигам 100 кила, да не треба да пијам само вода, да не треба да станувам рано на сабајле, дали е многу мачно, дали ќе ме бе мајката он мене дигајќи да ме тера да ми прави чуда. Значи, што значи тоа? Овој човек кој што има идеален исход, желба, подеднакво има и страв. Значи, ако на едната страна е желба, на другата страна е страв. Значи, секој човек има желба, ама секој човек има и страв. Кај некој човек желбата е мотивација, кај некој човек стравот е мотивација. И сите скокаме помеѓу едната и другата скала, но на секој производ земи ги во обзир и двете работи. Слушни ме внимателно каде се парите во премиум понуда. Не се да продаваш желба, туку да продаваш решение на нечив страв. Зошто? Ако Александар, ова што го снима сега видеово, месец дена не јадел ништо, дали он ќе има желба да јаде или стравот ќе го натера да почне да размислува каде да најде храна? Ако Александар се плаши дали неговиот бизнис ќе обстои, дали ќе функционира, дали ќе може да плати плата, дали ќе може да плати роба, дали ќе обстои, дали ќе се срами со семејството, дали ќе мора еден ден да затвори па да се брука со луѓето, тоа е причината зошто некој сака да соработува со мене. Сите мислиме дека имаат желба луѓето да работат на 100.000, на милион промет и чуда и да растат, но реалноста е дека ако некој донесе одлука, ќе донесе врз база на страв, а не на желба. Овој човек кој што има 20 килограми, он сака да и нема 20 килограми, но неговата желба нема да го мотивира да се мачи, да даде жртва и напор, за утре на плажа кој ќе излезе да биде мангуп со атлетско тело. Но ако он се повеќе се плаши за неговото здравје, ако се плаши тоа што има 20 килограми дека ќе почне да има нарушено здравје, дека можеби ќе има ракови тумори чуда,
дека можеби ќе умре млад, па децата ќе не може да ги гледа. Особено во неговото семејство, ако имал некој млад кој што починал. Тие се причините зошто некој ќе купи, а не заради желбата, а кога клиентите зборуваат за желба, а не за страф. Ова мора да го имаш во ум. Клиент кој што ќе ти нарача полица, дел, било што, он ќе нарача затоа што има желба, му треба нова полица, му треба нов плакар, му треба завеса, му треба табла, он ќе кликне овде. Ама он има страф, дали тоа што го платил, еднакво на квалитетот кој што ќе го види, еднакво на времето во кое што се договорил, значи дали ќе го добие она што го сака. Колку што ја сака оваа табла, толку има страф, дали кога ќе му пристигне дома, ќе биде ова или нема. Имај го ова на ум секогаш. Сега гледај го. Ако има преголема жртва, нема да сака да работи. Значи, што е важно? Важно е на твоите луѓе да им помогнеш, односно на твоите идни клиенти, да им помогнеш и да ги едуцираш и да им објасниш јасно во твојата понуда. Што треба да работи, колкав напор треба да направи, колкава жртва треба да даде, за да го добие неговиот идеален исход. Во мојот случај, што значи со маркетинг, односно со мастерменд програмот? Јас секогаш им велам на клиентите дека секогаш мора да имаме соработка 50-50 минимум. Зошто? Ако јас дадам 50% од моја страна, има топ видеа, топ материјали, топ коучинзи, топ едукација од мене, топ му помагам, значи ја давам максимум од моето знаење, вештини и ресурси за тој да постигне резултати. Ако ти од другата страна, како мој клиент, дадеш само 10% од твоето време, знаење, енергија, значи, дали ти ќе ги работиш вежбите или не? Дали тоа што го работиш ќе го примениш или не? Ако јас дадам 50%, а ти дадеш 10%, ние ќе имаме резултат 60%. Немој после да се чудиш зошто немаш 100.000 евра годишна заработка, а имаш само 60%, затоа што толку сме работеле. Ако ти работиш 50%, а јас сум ти дал 10%, резултатот повторно ќе не биде ист. Затоа секогаш, секој месец правиме евалуација да видиме колку јас сум ги дал овие 50%, колку ти си ги дал своите 50% и полека ги пегламе работите и доаѓаме до 100%. Што тоа значи? И ти на твоите клиенти треба да му кажеш: ако си градежен инженер, ако работиш мебел по мерка, ако си програмер, маркетер, небитно, мора ти да му кажеш на својот клиент во идеалната понуда што ти даваш од себе како ресурси, но што очекуваш и од другата страна, затоа што ми се случува? Еден мој клиент кој што има маркетинг агенција и SEO, супер он работеше, но работеше во ширина. Едни клиенти вакви, други клиенти такви во ширина. Значи, секогаш имаш потреба од уште луѓе, од уште опрема, од чуда све. Кога ја дефиниравме идеалната понуда, само мала група, една целна група, што се случуваше во тој период? Па се случува дека кога работиш со една фирма, ако немаш лице за контакт со кој што ќе разговараш, да те храни редовно со информации, затоа што ти си зависен од тие информации, на време да ти кажува колку луѓе дошле, што се продава, како се продава, си направил некоја промена, веднаш да ја кажеш. Значи, ако нема лице за соработка, таа е напорот и жртвата да ми обезбедиш лице континуирано за соработка, мојата време на испорака ќе доцти. Пример, што се случува во мебел по мерка? Ако имаме архитект кој што не знае да комуницира со клиентите, не има самодоверба и ги остава клиентите да бираат бесконечно време на боја, форма, дали ќе биде медиапан, сјаен или не мат, дали ќе биде со иверка или со фурнир, дали рачкава ќе биде ваква или таква. И сега они еднаш седнале на разговор, па му вика: ова вака ќе биде, ама за рачките ќе ти кажам утре. Вие прајте го ова, ама рачките ќе ти ги кажам утре. Вие прајте го ова, ама ја за боја ќе ти кажам утре. Вие прајте го ова, ама ќе ти кажам дали ќе биде душек од 1,80 или 1,90 м. Вие правете акуината, ама после ќе ти кажам дали ќе одиме со плотна, ваква или таква. Значи, ако ти не го затвориш разговорот ставка по ставка, ставка по ставка, ставка по ставка, да ти биде јасно во работниот налог што ќе пишеш и го предадеш во производство и навреме да се произведе, ако ти не дадеш жртва и напор, а тоа е јасна комуникација со клиентот,
И онда има жртва и напор, значи еднаш пресечи, пријателе, одлучи, сакаш црвено или зелено, сакаш мат или сјај, сакаш фурнир или медиапан, значи малку да му дадеш напор и ова јасно се комуницира, подоцна ќе зборуваме во премиум продажба кој речник се користи и како. Значи тоа е жртвата и напорот кој што клиентот треба да го даде, но јас преку мојата понуда да му ја објаснам. Што тоа значи? Што повеќе ти ми одолговлекуваш со изборот, толку подоцна ние ќе ја произведеме. Ако сум ти рекол кујнава ќе биде за 2 недели, да знаеш дека ќе биде за 2 недели, ама од последната промена, а не 12 дена ти ми менјаваш и сега за тие 2 дена очекуваш да ти биде дома. Не, туку ќе биде од тие 12 плюс 14. Но ова малку луѓе го зборуваат. И еве ти го проблемот. Значи, ако имаме ситуација, идеален исход веќе знаеш што е. Перцепција е тебе и твојот бренд, разговорот со архитектите, разговорот со програмерот, разговорите, значи се оние ситници кои што мислиш дека се ситници, влијаат каква перцепција има клиентот за нас и за нашиот бизнис, времето на испорака, односно за колку време од кога ќе кликне и плати, ќе го добие на резултатот кој што го сака и која жртва треба да ја направи. Сега што е поентата? Каде се парите? Ова секогаш ме прашуваат. Еве каде се парите. Кога ова ќе го зголемиме, идеалниот исход колку е поголем? Значи, заработува од 0 до 30.000 евра, зборуваме за 1 милион евра. Значи, колкава е поголема желбата за конечниот исход? Колку е поголема перцепцијата? Е една страна на равенката, значи ова равенка нагоре, секогаш треба да ја зголемуваме. Колку повеќе да верува во нас, како да изгледаме, како да зборуваме, како да се однесуваме, како изгледаме и ние и нашиот тим. Не ти си у одело, а тимов твои клошари. Значи се гледаат клиентите. Следна работа, колку ова ќе го намалуваме. Значи, времето на испорака колку може да биде пократко. Ако може он да кликне и одма дослабе, тоа е идеална понуда. Колку помалку е, повторно ја прави идеална, но твојата тенденција и на твојот тим е што помалку времето на одложување да го скратиш. Си правил кујна за 14, труди се за 11. Си правил за 11, труди се за 9. Постојано подобрување. Следна работа, овој напор, исто што помал напор да има клиентот и што помалку жртва од негова страна. Значи, што помалку он треба да вложи напор, а напор е и 100 станоци у ширина, напор е да му досаѓаш, напор е да ти предправа, напор е несигурност, напор, и тоа е напор. Не знаеш што зборуваш, клиентот е збунет, се нервира, не може да те разбере. И тоа е напор. Значи, се што е на долнава страна е да се намали, а горната страна да се зголеми. Еднакво, на колку поголемо е ова, а помалку е ова, зависи од колку цена ќе поставиш. Затоа обожавам услужни бизниси, затоа што ова можам да го направам јас колку сакам, можеш ти да го направиш колку сакаш. Ако продаваш пиво, скопско, ако е 50 денари, ти не можеш да го направиш 50.000 евра. Но ако имаш услужен бизнис, ова е еднакво колку ќе ја примениш оваа формула. Почнува да станува јасно? Сега погледни ја тактиката. Зошто Александар ти вика? Излези од оператива. Оператива не е бизнис. Престани да се играш програмер, лекар, доктор, архитект, зидар. Тоа е оператива. Тоа е за работници, за вработени. Не е за тебе. Ова е работа на предприемач, на собственикот. Погледни сега. Овој дел овде, горе, се вика, еве овде ќе ти пишем, значи од линијава нагоре се вика маркетинг и продажба. И тоа е нешто што константно мора да размислуваш. Како да биде поидеална понудава, како да ја зголемиме перцепцијата, како да им продадам повеќе на вакви луѓе, каде се овие луѓе, кој мене може да ме плати, кој го има тој проблем. Значи, гледај, само седнуваш цел ден и си поставуваш едно прашање. Како може да дојдам до клиенти кои што ќе ми платат 10.000 евра понуда? Како? И само тоа размислуваш. Како, цел ден. Луѓето кои што имаат
работнички мајндсет. Мислат дека ова што го зборувам сега, цел ден да седам ја да размислувам како да најдам тој клиент, дека е губење на време. Реалноста е, колку повеќе работиш, толку помалку заработуваш. Колку повеќе мислиш и помалку работиш, толку повеќе заработуваш. Секогаш кога ќе почнам помалку да заработувам, првото прашање го поставувам. Колку време работам? Дали почнав да работам премногу, што немам време да се бавам со суштинските работи? Дали почнав да работам повеќе? Дали навлегов несвесно во оператива? Значи факт, секогаш наравенката од една и од друга страна е. Ако работиш многу, ти немаш време да заработиш пари. Пари со работа не се прави. Сега, вториот дел, овој овде, се вика оператива. Значи, затоа ти треба еден човек кој што ќе размислува за маркетинг и продажба и ќе биде една стратегија за продажба, една маркетинг стратегија, крај. Не менуваш 100 години. Сети се на Макдоналдс, едно ѓубре 100 години. Сети се на Кока-кола, едно ѓубре 100 години. Зошто викам ѓубре? Затоа што има 100 пати подобар производ од Кока-кола, само сокот лимун е поубаво. Следна работа, 100 пати има подобра е плескавицата од баба ти да ја заколе кокошката отколку на чикен бургерот на Макдоналдс и поздраво, но тоа ѓубре они го продаваат 100 години. Што размислува Макдоналдс? Како да дојдеме до уште подобри клиенти? Како да ја зголемиме перцепцијата? Како да го задржиме времето на испорака? Како помалку да ни се нервираат луѓето кога чекаат? Како помалку да чекаат? Како секогаш да произведеме исти хамбургери? Како секогаш да произведеме иста плескавица? Како секогаш да го правиме идентичен сосот? Како идентично секогаш да циркулира? Оператива. Еве каде ти е проблемот. Ако си ти еден човек кој што носи одлуки овде и носи одлуки овде, ти никогаш нема да дојдеш до 100.000 евра, односно може би ќе дојдеш до 100.000 евра еднаш, но никогаш последователно. Ете се, надевам дека сега ти е јасно што значи премиум понуда. Сега верувам дека ти се јасни тие 4 работи дека треба да ги пеглаш и што е сега твоја следна задача. Да седнеш да го прегледаш ова видео 100 пати, исто како да си ми платил 100.000 евра, и да почнеш да размислуваш што ми недостасува во прв чекор, што во втор, што во трет, што во четврти, што пропуштам и почни да цепиш од работа. Еве ти еден пример, кој што мислам дека го кажав, ама ќе те подсетам. Минатата година лето беше, ми се расипува машина за перење. Одам во една продавница, во втора, во трета продавница. Во првата продавница одбирам една машина, и велам супер, ќе може да ми однесете до дома ова, вели ние не носиме до дома, до врата. Викам добро, ќе доплатам колку треба. Не, вика господине, политика на фирмата, ние носиме до врата и почнува да ми збори човекот, љубезно и културно, но да зборува, па знаете, ние имаме само двајца, носиме роба на многу, па некаде има ова, па некаде толку, па ние имаме само едно комбе, па ние мораме да ја донесеме до врата. Викам добро, шефе, се е во ред, јасно ми е. Се ова што го зборуваше човекот, значи што содржи во неговата понуда. Второ, одам во друга една продавница, гледам иста или слична роба, веќе ја препознав истата машина, па не морав да се мачам одново, и гледам со мала разлика 5-10 евра во цена, не е ништо страшно, викам супер, еве машината, ова ја сакам, викам супер, ќе ми однесете дома, вика да, до врата, викам добра, до дома, ова да ја монтирате вако тако, вели не, тоа не го работиме, да не се повторувам како првиот, така вториот. Што беше уште полошо? Во овој втор налетав на собственикот на бизнисот и почна да ми објаснува дека на машината имале заработка од 20 евра, дека не можел да најде вработени, дека требало да купува уште едно возило, па некаде било на втор кат, негде на 6, па некаде имал кој да му помогне, некаде не, па некој биле на работа, некој не, значи 300 глупости. Јас си викам само едно прашање, што ми е мене гајле за ова што зборуваш? Ја дојдов да платам и ти да ми завршиш работа. Ова што ми го зборуваш ти, ова си го велам во себе, наместо да си ги решаваш овие работи, ти мене ми ги зборуваш напразно. Што фајда имам јас од тоа? Пријатно, благодарам. Одам во трета продавница, повторно идентични производи, исто се,
повторно ја наоѓам истата машина, овој пат со исто или слична цена, не се сеќавам веќе до денар, помина година. Го прашувам човекот, векам вака и вака, машинава, дали ќе може да ми однесете? Да, века, нема проблем. Поучен ја од минатото искуство, го прашувам, дали до пред врата или ќе ми ја донесете до врата, внатре? Не, века, не е проблем, кажи ти како сакаш. Викам, тоа што имало тамо штрафови, мафови, она ќе осреди. Да, века, ќе ти пуштам детенце, века, ќе осреди се, тоа не е проблем, века, ќе му доплатиш. Супер, ми кажа колку треба да доплатам, нема проблем, еве ти за машината, еве ти за човекот, еве ти адреса. За 2 часа јас дома имав машина, монтирана, наместена, проблемот мој еднакво на машина, тргнат од дневен ред. Што сакам да ти кажам со ова? Луѓето кои што се премиум знаат колку време чини нивниот час, а колку време чини часот на еден вработен. Луѓето кои што се премиум мајндсет знаат за кого произведуваат, за кого продаваат, за кого постојат и кој е негов идеален клиент и на тој начин размислува и ја подобрува понудата, вработува луѓе, зема возило, го наплаќа тоа кој човек, го кажува јасно и гласно, шефе, тоа може, ама толку и толку чини. Премиум човек нема проблем со тоа. Тој што има сиромашен мајндсет, тој ќе ја носи машината на рамо, па ќе замолува од пола фамилија или другари да ја качат горе, па сега ќе треба да ги носи на ручек на вечера и цел жет да му вика фала. И па тоа беше у комунистичко време. Кога татко ми ја правеше куќата, цел 15 другари фрляле плоча. Ама било такво времето. Па мора ти да колеш прасиња чуда, да правиш, не знам, волој, бикој, кокошки, за да ги нараниш и све. Ама такво било времето. Денеска сме во капиталистички свет. Премиум луѓето си го ценат своето време, затоа што многу ми е поевтино да платам 50 евра, некој друг да ми ја заврши работата, затоа што мојот час не чини 50 евра. Ако јас тражам луѓе да ја дигнеме машинава, па да ја монтираме, па да се заебаваме, ќе изгубам 3 часа, а за тие 3 часа може да заработам 1000 евра. Значи, што ми е поентата? Поентата е, ако си премиум човек, сакаш да заработиш повеќе, и сите викат, како да дојдам до подобри клиенти, како да најдам подобра фирма, како да најдам подобар клиент, па еве како. Не можеш со сиромашен мајндсет да донесеш богат човек. И да дојде, ти не си во состојба да го услужиш, ќе си отиде на друго место. Немој да се грижиш, секогаш има некој кој што тоа ќе го реши, дали ти ќе сакаш или не мораш. Значи, што сакам да ти кажам? Ако ти размислуваш кој е твој идеален клиент, кои проблеми ги има, како сака да соработува со тебе, како сака да се однесуваш и сите тие забелешки кои што ги има, ги решаваш, нема проблем, пријателе мој, цена. Цената не значи ништо. Цената е само еднаква за колку време, со колку помалку напор и жртва од твојот клиент едноставно и го добива резултатот. Значи, мојот идеален исход беше машина за перење, дома, монтирана, работи. Ако јас требаше да лечам луѓе, овие ми ги донесат на приземје, па сега да се качуваме нагоре, па на зграда, па не знам штрафови, па треба да се вржат. И мене ми поминат еден ден за ова све, тоа е мал напор твој како продавач, ама голем напор мој како клиент. Ако јас имав мал напор, а ти ми го решаваш мојот напор, толку цената станува поголема. Машината чинела 500 евра, да речеш и 600 и 700, ако го решиш овој проблем, премиум клиент плаќа, нема проблем. Тоа што ти околу тебе гледаш сиромашни луѓе, тоа што околу тебе секој втор ти се ценка, тоа што околу тебе вработените ти викаат, ако ги спуштиме цени, веќе продаваме повеќе. Пази кого слушаш, пази кого гледаш, пази од кого купуваш совети, пази со кого се советуваш. Оти од кого добиваш совети, од кого слушаш, ќе бидеш како него. Ако купуваш информации од копук, ќе бидеш копук. Ако се советуваш со сиромашен, ќе бидеш сиромашен. Ако се советуваш со премиум клиент, како он сака да изгледа услугата со тебе, како сакаш он да биде совршено за него, идеш од клиент у клиент, имаш некој задоволен клиент, да, поднеси го на кафе, нека ти каже, пријателе, купи ти од мене тоа и тоа, не знам, ти дадовме услуга, супер, ти правевме куќа, зграда, ти правевме заби, ти правевме, не знам, ограда, значи што и да работиш од услужниот бизнис, оди прашај го, пријателе, завршивме работа, супер, кажи ми што до сега ти се допаѓа и кажи ми, еве, повтор пат кога би дошол, како ти би сакал да биде подобро. И он ќе ти каже.
Се што ти кажал, имплементирај и не филозофирај. Слушај го твојот премиум клиент, а не луѓето околу тебе. Ако они знаеле да направат тоа, они би живеле и би го имале тоа. Значи, ако имаш малку премиум клиенти, се во ред и со тебе и со луѓето, само перцепцијата ти недостасува. Премиум клиент, кога ќе види хаос, не влегува во објект. Кога ќе види разговор, дикција, однос, гардероба, изглед, он ќе ти рече, а доколку работите? Добро, ај пушти ми понуда. Сите тие изговори значат дека не верувам во тебе. Се надевам дека ти вредеше оваа епизода. Под ова видео имаш доле линк, пишува newsletter пријава. Пријави се како би можел да те известам за бесплатни тренинзи, каде што можеме работиме подетално, поконкретно, ако имаме Q&A дей да можеш да ми поставиш прашања, ако можам да ти помогнам и се гледаме во следната подкаст епизода. Довидување.